Првите кучиња од процесот на заловување и хуман третман се пуштија по струмичките улици. По пријава на граѓаните, досега се заловени вкупно 17 кучиња скитници кои според граѓаните представувале опасност по струмичките улици. Општината од неодамна ја ангажираше ветеринарната клиника Анри Вето Стојаково, која ја спроведува оваа активност согласно Законот за заштита и благосостојба на животните. Најпрво откога ќе се фатат кучињата, значи се заловуваат и имаме транспорт до прифатилиштето. После се пушта, се зема од секој куче крв и се пушта за испитување на лешманиоза во лабораторијата на факултетот кој се наоѓа во Скопје. Откога ќе добиеме резултати, доколку е позитивна на лешманиоза, тоа куче се еутанизира по хуман третман, доколку е наодот негативен, тогаш се врши кастрација. Женските кучиња се оставаат 4 дена на третман по кастрацијата, тоа е стерилизација, додека машките се оставаат 2 дена. Истите кучиња после се вакцинираат против беснило, се дехелминтизираат и се бележат со ушни маркици и се чипираат. Откако се изврши тоа, тие се транспортираат до местото на заловување и се пуштат на истото место. Сара Мандов од Анри Вето уште еднаш апелираше до струмичини дека може да вдомат дел од кучињата кои се хумано третирани во прифатниот центар на ветеринарната клиника. Секоја куче има свој пасош кој се наоѓа во одделението за инспекцијски работи при општина Струмица. Тие што сакаат да земат куче, значи се вадат пасоши за истите кучиња кои се заловени и цела документација стои во општина Струмица. Тие можат, значи луѓето кои сакат да ги вдомат, во општина Струмица остават податоци лични и така ги вдомуваат. Кучињата скитници беа проблем за општинските власти кои известен период не можеа да најдат фирма согласно Законот за заштита и благосостојба на животните.